сказните на Биби! Малата вештарка. Беше прекрасно пролетно утро во волшебната шума. Животните се занимаваа со нивната вообичаена шумска работа. Еј! Кога? Леле! Што е тоа? Какви се тие невештерски палавштини? Какво е тоа весело кикотење? Се знае како треба да се смее една вештарка, еве вака. Ајде да ја слушнам твојата најзлобна смеа. Ужас, катастрофа. Стој! Ова е добро место за правење злобни работи. Тука ќе се сместиме. Замислете, лошата вештарка се осмелила да се врати во волшебната шума. И не само тоа, туку да донесе и со себе уште една малечка вештарка. Оф, колку ли лоши работи ќе прават во шумата. Оф! Во меѓувреме, на другиот крај од шумата, Биби и Боби си играа со топка. Не можеа ни да предпостават што се случува. Биби! Види како знам да дриблам. Гледај. Добар си, Боби. Браво. Ама имаш и силни противници. Да. Навистина. Што се случило? Леле, Боби, она ужасна лоша вештарка се вратила во шумата. Како не е срам? Биби, па ова е задача за заштитниците на шумата! Одиме! Значи, грње, мрње, цвеќиња во трње. Ајде сега ти. Грње, мрње, цвеќиња, трње. Ау, бљак! Што е ова? Рози, навистина. Одвратни рози. Внимавај сега. Следната магија мора да успее. Тума, умба, румба, пеперка во бумбар. Ајде сега ти. Тумба, умба, румба, пеперуга во бумбар. Ау, гра! Неспособна една. Од тебе никогаш нема да биде вистинска вештарка, никогаш! Одам да спијам, а ти да претвориш неколку животни во нешто гадно. Ме слушаш? Дали ме слушаш? Или ќе те претворам јас тебе? Кутрата мала вештарка. Длабоко во себе таа не сакаше да прави лоши магии. Па таа само сакаше да мириса цвеќиња и да си игра со животните и да има другари. А немаше ниту едно другарче на целиот свет. Кутрата мала вештарка. Вештерскиот живот тежок е. Абракабракаче! Леварка во маче! Та-на-на-на-на-на-на. Хей, другарче си имам, хей. Биби, мене, малечкава вештарка, воопшто не ми изгледа лошо. Па ни мене. Сакаш да се запознаеме со неа? Јипирипи, ајде. Јеј, ајде. Биби и Боби излегоа пред малата вештарка и се представија. Таа се вчудовиди, но се гледаше дека ја мило што конечно запознава врсници. Здраво, јас сум Биби.
А јас сум Боби. И ние сме заштитници на шумата. Јас сум Филимена. Можете да ме викате Фи. Јас сум вештарка. Ама Не сум лоша. И не сакам да бидам. Само мојата баба тетка, лошата вештарка, Твојата баба тетка е наша стара познајничка. Многу добро ја познавам и јас и Боби, и џиновите, и таткото џин, и сите. Да. таа е многу злобна. А јас не сакам да бидам како неа злобна. Сакам да сум добра и најмногу од се сакам да имам другарчиња. Еј, ние ќе ти бидеме другарчиња. Јеј! така е, јипи-рипи! Гра! Нема вие никому да бидете другари. Никому! Сега ќе видите вие. Боби! Што ќе правиме сега? Не знам, тешко е, не можам да направам ништо. Поради магијата на лошата вештарка, ни Зина ни Зази не можеа да ги употребат своите супермоки. Чирипа! Чирибувче! Вештарка во гувче! Јеј! Ја победивме лошата вештарка! Јипи-рипи! Браво за добрата вештарка Фи! Јас добра вештарка? Да вистина? Па секако, ти си најдобрата вештарка на светот, нели Биби? Да. Мислам, не знам дали е најдобрата на светот, но секако е најдобрата во волшебната шума. Ви благодарам. Дали тоа значи дека можам да останам во волшебната шума? Ве молам. Па се разбира! Ти секој ден можеш да правиш нови добри дела и тоа во различни делови на шумата. Да. И добро е што твојата куќа може да шета и секогаш да се сместува на некое ново место. И така, од тој ден, малата вештарка Фи се насели во волшебната шума и веднаш се спријатели со сите други жители на шумата. Интересно е што таа и нејзиното црно маче имаа уште една средба со лошата вештарка, но за тоа ќе прочитате повеќе во сликовницата Малата вештарка. А од мене толку за денеска, драги другарчиња. Се гледаме повторно во нова сказна. Довидување!
десно, подај рака, скокни еднаш, хоп, сврти се, напред, назад и викни јеј! Може? Лево, десно, подај рака, скокни еднаш, сврти се, напред, назад, викни јеј! Десно сега, 1, 2, брзо, лево, лево пак. Крени раце, сврти се, скокни пак и викни јеј! Браво! Да играме, еве вака, лево, десно, подај рака, скокни еднаш, сврти се, напред, назад, викни јеј! Десно сега, 1, 2, брзо, лево, лево пак, крени раце, сврти се, скокни пак и викни јеј! Да играме, еве вака, лево, десно, подај рака, скокни еднаш, сврти се, напред, назад, викни јеј! Десно сега, 1, 2, брзо, лево, лево пак, крени раце, сврти се, скокни пак и викни јеј! Зази, не лево, не тоа лево, другото лево, Зази, уф. Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Њ. Здраво, другарчиња! Денеска ќе учиме буквата Њ. Хеу, погледнете ги големата и малата буква Њ. Тие се слични на буквата Н, но со меше. Да. А сега да видиме како се пишуваат. Може? Големата буква Њ се пишува вака. А малата буква се пишува на ист начин. А сега, нашата омилена игра на буква. Најчесто погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имење на одредена буква. Но во случајов тоа е речиси невозможно, затоа што на буквата Њ нема ниту еден македонски збор. Да. Уф, точно. Неколкуте зборови што почнуваат на Њ се странски зборови. Тоа е, например, зборот њоки. А знаете што е њоки? Тоа е италијанска тестенина која се прави од компирово брашно. Или имиња на градови, како што е градот Њујорк. Буквата Њ ја има во повеќе зборови. Например, во зборовите што ги означуваат животните свиња, конј и нилски конј. Не ми текнува ништо друго каде што има Њ. Има. Например, во диња и... Дуња! Јеперипи, погоди! Да, така е, браво! А ја има и во некои имиња. Например, Тања, или Соња, или Вања. Но ја има и во зборовите Тиња и Бања. Тиња и Бања. Чекај. Бања е местото каде што оди баба Веса кога ја болат коските. Тоа е место со минерални извори што имаат лековито дејство. Да, точно така беше. А Тиња? Па Тиња е нанос од песок и кал. И обично си стои таму на брегот на реките. Браво, Биби, се знајке. Но, може ли да преминеме на следната игра? Препознаја буквата. Може, се разбира. Другарчиња, сакате да погодуваме каде во зборовите што ги означуваат нештата на сликата ја има буквата Њ, а каде ја нема? Подготвени? Значи, буквата Њ ја има во молња, сирење и во презимето на познатиот научник и математичар Исак Њутон, кој ја открил гравитацијата. Мене ми остана полесниот дел од работата. Значи, буквата Њ ја нема во зборовите Инка,
кенгур и фустан. Да, така е. Еј, Боби, ама ние дојдовме до крајот на ова видео. Епа, сега за сега толку. Ама, повторно да не гледате во следното видео од серијалот Биби и Боби ги учат најмалите. А во него ќе учиме буквата О. О, одлично! О, опасно! О, остромно! О, овошна салата! Океј! Довидување, другарчиња! Довидување, другарчиња! Биби и Боби ги учат најмалите. Диви животни. Здраво деца, здраво родители. Јас сум Биби, а ова е Боби. Па вие веќе знаете, нели? Денеска нашите најмалечки другарчиња ќе научат кои се диви животни. Тоа се животните што живеат во природата и не се припитомени од човекот. Ајде, другарчиња, ајде да се запознаеме со дивите животни. Да научиме како изгледаат и како се викаат. Повторувајте по нас. Ова е лав. Здраво, лаву! Може би изгледа страшно, ама овој лав ни е пријател. Чао, Чао! лаву! А ова е мајмун. Мечка. Колку голема мечка! Ама сладка, нели? А ова е жаба. Слон. Здраво, слону! А ова е волк. Нашиот пријател волк од волшебната шума. Ајде сите заедно. Ау! Ау! Другарчиња, знаете што е ова? Ова е змија. А ова е буф. И тој живее во волшебната шума. Другарчиња, знаете ли која му е најдобра другарка на волкот? Лисицата! Панда. Кенгур? Крокодил. Тигар? А ова е фока. Леле, колку е сладка! Верверичка. Мили другарчиња и драги родители, тоа беа некои од животните што живеат во дивината. Се надеваме дека научивте нови работи, а ние се гледаме повторно во нова епизода на Биби и Боби ги учат најмалите. Јепи-рипи! Јеј! Довидување, другарчиња!